Здраво, драги пријатели, и добре дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе зборувам на тема мускулна маса, покачување на мускулна маса и сила, затоа што изминатава недела постирав еден резултат на наш пријател кој што имаше неверојатна промена и покачување на 10 килограми на мускулна маса, и тоа пробуди коментари кај некои луѓе со кои што сум во комуникација, особено со оние луѓе кои што имаат проблем со дефицитот на килажа, и иако можеби оние кои што се мачите по друга страна со вишокот на килажа и константно не можете да го управите вашето тело и изглед, им љубоморите можеби на луѓето кои што имаат дефицит на килажа, но верувајте дека покачувањето на килажа е исто така еден голем проблем и многу потрнлив и тежок пат, затоа што бара многу поголема дисциплина, многу повеќе континуитет во јадење и многу повеќе вежбање. Сега, денеска сакам да нафрлам 4 работи за кои што јас мислам дека треба да ги имате како додатоци во исхрана, доколку сакате поинтензивно качување на мускулна маса и на килажа, и доколку сакате уште подобар ефект во мускулниот тонус. Прво нешто што би го извоил е, значи, пред се, луѓето кои што сакаат да јадат многу, односно да покачуваат килажа, прво и најосновно треба да внесуваат повеќе калории од тоа што им е потребно. Втора работа, треба да внесуваат повеќе протеин од тоа што реално нивното тело може да обработува, и трета работа, треба да вежбаат во континуитет, и тоа со тежини. Сега, 4 работи кои што би ги надополниле овие работи и 4 додатоци кои што може да ги приклопите на вашата основна добра исхрана и правилна исхрана, се прва работа протеински шејкови, кои што јас и текако ги препорачувам за периодот после вежбање, затоа што не знам кој од вас и колку е запознат, но постои еден процес кој што секогаш се одвива после вежбање, кој што ние го викаме метаболички прозорец, и во тој метаболички прозорец телото активира сателитски клетки, и тие се клетки кои што се задолжени за да ги регенерираат мускулите, и практично тие клетки треба да земат аминокиселини, односно протеинот, тоа што вие му го давате преку уста, и тие аминокиселини да ги однесат до мускулните влакна кои што се оштетени, инсулинот, кој што исто па треба да го покачите со тоа што ќе имате во самиот протеински шејк јаглен-хидрат или некаков шекер, ќе овозможи да ги отвора, буквално да ја отвори вратата на мускулното влакно и да можат аминокиселините да влезат и да ја почнат да ја прават таа регенерација. Затоа протеински шејкови при вежбање и при процес на качување на мускулна маса се број 1 додаток кој што јас би ги препорачал. На второ место би ставил креатин. Креатинот е нешто што телото природно го произведува, ни дава енергија и дава сила на мускулите. Слободно може оние кои што сакате поголема сила, забрзан процес на качување на мускулна маса, да употребувате креатин како додаток. Некаде за 40% мислам дека ќе зголеми силата во мускулите и ќе даде подобар резултат. Трета работа исто што некои луѓе можеби го употребуваат се гејнери. Гејнери не знам како да го преведам на македонски, али како и да е, оние кои што можеби се по упатени и го имаат овој проблем, знаат за што зборувам, али гејнери ви се течни калории, и гејнер ви е начин како во една чаша да соберете 1000 калории кои што изобилуваат и со јаглен-хидрат и со протеин, на тој начин да си помогнете да го внесувате оној прекумерен внес на калории кој што ви е потребен за да качувате килажа, но пак гејнерот не е нешто магично стапче што ќе ви вети качување на килажа, туку тука и повеќе се работи во континуитет на практикување на физичка активност. Четврта работа која што исто така сакам да ја напоменам тука е бета-аланин како додаток во исхрана. Значи бета-аланин ви е аминокиселина, и таа аминокиселина е, бидејќи знаеме, аминокиселините се задолжени за регенерација на нашите ткива, органи и мускули. Бета-аланинот најверојатно ќе ви помогне да побрзо го правите тој процес на качување на мускулна маса, и постојат истражувања кои што покажуваат дека за 8 недели со користење на бета-аланин и интензивно вежбање, најверојатно ќе постигнете од пола килограм до килограм качување на
маса во вашето тело, што е фасцинантно, затоа што тоа значи дека за една година некаде тоа би ви продонело дополнителни можеби нови 6 килограми на качена маса. Така да од горе доле тие се можеби додатоците кои што јас би ви ги препорачал доколку вашата цел е зајакнување на сила во мускули и покачување на мускулна маса и мускулен тонус, но пак ќе ви кажам, ова се додатоци во исхрана и самиот збор додатоци значи дека треба да ги додадете во вашиот основен начин на исхрана и повторно се на крај се сведува да имате добар, избалансиран, правилен начин на исхрана, да пиете доволно вода и нормално ако сакате повеќе мускулна маса и подобар изглед, тоа значи да се испотите малку во фитнес и да практикувате тежини, затоа што тоа ќе придонесе за зголемување на мускулната маса во вашето тело. И тука нека да завршувам за оваа тема и денешнава епизода. Фала ви уште еднаш за секоја секунда која што ја одвојувате да ја следите оваа содржина. Доколку имате било какви прашања или хаштагот користете го Ask Јосиф или комуницирате ме во приватна порака и ќе дадам се од себе за да одговорам на се што знам и се што можеби вас ви е дилема и мит во глава. Така да, дечки, убав ден, ви посакувам здрави животни навики и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!